Корисниците на социјална парична помош имаат рок за обнова на документите до 28 јануари, информираше директорот на Меѓуопштинскиот центар за социјални работи Кирил Ковачев. До денеска бројот на корисници кои ги обновиле документите е 402, што значи дека остануваат уште 110 корисници кои што треба да ги обноват документите во просториите на Центарот за социјални работи во Кочани. Во тек е законската обнова на документацијата која што корисниците на социјална парична помош ја обновуваат секоја година. Ова година рокот за обнова на документацијата, како што веќе претходно ги известивме медиумите, е 28 јануари за корисниците на социјална парична помош, а остануваат уште 110-20 корисници кои што треба да ја обноват документацијата. Со цел да се избегнат гужвите, директорот Ковачев ангажираше поголем број на вработени да работат на обнова на документите, а воедно и аплицираше до останатите корисници да не го чекаат последниот рок и да дојдат на време да ја обноват документацијата. Апелирам, бидејќи последниот рок е 28 јануари, да не се чекаат последните денови за да не се ствараат непотребни гужви, да сите корисници комплетно си ја донесат документацијата во просториите на Меѓуопштинскиот центар за социјални работи Кочани, каде што нашите стручни служби ќе ја преземат и ќе ја обработат нивната документација. Би сакал да напоменам дека со цел за поефикасно да ја извршиме оваа обврска, јас како директор на институцијата се заложив и направив реорганизација внатрешна до 28 јануари и го зголемивме бројот на внатрешно вработени кои што ќе работат на оваа проблематика, со цел да излезем во пресред, да не се ствараат непотребни гужви, се организирав на еден друг начин, за да можеме на корисниците да излеземе во пресред на поефикасен начин. Ковачев додаде дека во тек и обновата на корисници на детска заштита, чиј рок е до 31 март. Тек и обновата на документацијата кај корисниците на од детска заштита, значи тоа станува збор за родителски додаток од примателите родителски додаток на трето и четврто дете. Оваа законска обврска ја имаат корисниците да извршат до 31 март. Овде рокот е малку поголем, подолг. И на колицата корисници на посебен додаток со траен лекарски наод немаат законска обврска за обнова на документите.